Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов. Откако си поверувал, ти си донел прекрасна одлука, што ќе ти го промени целиот твој живот, живејќи свет и посветен живот на Бог. Сега може би се прашуваш, а сега каде? Како да го започнем својот животен пат со Бог? На кој начин да се поставам во општеството во кое живеам? Каде да одам на црква и така натаму. Има 5 чекори со кои сакам да ти предложам на кој начин понатаму да действуваш и како да се однесуваш во твојот христијански живот. Прво, кога си поверувал, провери дали имаш правилно разбирање за спасението. Тоа е клучно важно прашање. Во првото писмо од Јован, 5 глава, 13 стих се вели: Ова ви го напиша вам кои верувате во името на Божиот Син, да знаете дека имате вечен живот и тој живот е во Исус Христос. Бог сака од нас да ги разбираме нештата што ги читаме, да го сватиме спасението на правилен начин. Тој сака ние да бидеме уверени дека сме спасени и сигурни во нашето спасение. Накусо ќе ги разгледаме основните елементи на спасението. Во Римјаните 3 глава, 23 стих, апостол Павле вели: Сите сгрешивме и сите ние сме правеле работи што не му се допаѓаат на Бог. Тоа е основно да се знае дека ние сме грешници. Второ, како последица на нашиот грев, ние заслужуваме да бидеме казнети со вечна разделба од Бог, а тоа е вечен пекол. И тоа е многу важно да се знае во науката. И трето, Исус умре на крстот да ја плати казната за нашите гревови. На крстот Исус го зеде нашето место, така што тој ја претрпе казната што ние ја заслужуваме. Неговото воскресение докажа дека неговата смрт е доволна да плати за нашите гревови. Тоа е пораката на спасението. Ако си поверувал во Исус како свој личен спасител, тогаш ти си спасен. Нормално, иако си се покајал од сите твои гревови. Сите гревови твои се простени и Бог ти ветува дека никогаш нема да те остави, ниту да те заборави. Не заборавај, твоето спасение е сигурно во Исус Христос. Ќе се соочуваш со такви христијани кои ќе велат тоа никој не го знае. Тоа е несигурно, но имај предвид дека Библијата зборува за нашата сигурност. Ако се надеваш единствено на Исус како твој спасител, можеш да бидеш сигурен дека ќе бидеш цела вечност во рајот заедно со Бог. Тоа е првото, да бидеш сигурен во Бог. Како второ, започни да посетуваш добра црква, каде што се поучува само од Библијата и каде што се применуват нејзините начела. Немој да си мислиш дека црквата е само зградата. Црквата е сочинуваат луѓето и тоа е многу важно да се знае. Многу е важно луѓето што веруваат во Исус Христос да контактираат меѓу себе. Тоа е една од основните цели на црквата – заедништво во Светиот Дух. Сега, откако си поверувал или поверувала во Исус Христос, јас лично те советувам да најдеш во околината таква црква, каде што се проповеда само Библијата. Започни да ја посетуваш и да разговараш со пасторот на таа црква. Добро е пасторот или проповедникот да знае дека ти си нов член, односно нов верник, а во верата во Исус Христос. Втората цел на црквата е да поучува од Библијата. Можеш да научиш како да ги употребуваш Божите повелби во твојот живот. Правилното разбирање на Библијата има особена врска со успешен и победоносен христијански живот. Во 2 Тимотеј, 3 глава, 16 стих, се вели: целото писмо е од Бог вдахновено или инспирирано и е корисно за поука, за изобличување, за поправање и за воспитување во правдата,
за да биде Божиот човек совршено подготвен за секое добро дело. Третата цел на црквата е поклонување. Поклонувањето е да му благодариш на Бог за се што направил за тебе. Бог не спаси, Бог не сака, Бог не води и ни дава поуки. Дали е можно да не му благодариш за се това? Бог е свет, праведен, тој не љуби, тој е милостив, исполнет со благодат. Во Откровението 4 глава се вели: достоен си, Господе Боже наш, да ја примиш славата и честа и силата, зашто се си создал и поради Твојата волја постои се и е создадено. Како трето, секој ден одделувај време да бидеш со Бог. За нас е многу важно секој ден да поминуваме време со Бог, кога ќе можеме да се концентрираме врз Божиот збор и правилно да го толкуваме. Некои луѓе го нарекуваат тоа тивко време или предаденост на Бог. На некои луѓе им се допаѓа тоа што одделуваат време за молитва и за читање на Библијата. Некои тоа го прават наутро, други навечер, но нема никаква врска кога ќе одделуваш време за тоа или како ќе го нарекуваш тоа време. Тивок час, молитвен час, време со Бог. Важно е да си со Бог. Важно е редовно да имаш такво време заедно со Бог. Што треба да содржи тоа време со Бог? Нормално молитва. Молитвата е едноставно разговор со Бог. Разговарај со Бог за твоите проблеми, за твоите радости, твоите очекувања и за работите што те интересираат. Моли се Бог да ти даде мудрост и водство. Апостол Јаков вели: секој да бара од Бог, но со вера да бара, и Бог на секој ќе му даде мудрост. Моли се Бог да ги задоволи твоите потреби. Кажи му колку многу го сакаш и колку високо го оценуваш тоа што го прави за тебе. Тоа е молитвата. Второ, читање на Библијата. Освен што треба да се молиме, треба да ја проучуваме Библијата индивидуално и во црквата, во неделно училиште или на библиски часови. Исто така и ти самиот треба да ја читаш и проучуваш. Библијата во себе содржи се тоа што е потребно за да живееме вистински победоносен христијански живот. Во неа ќе најдеш Божи препораки за земање на правилни решенија, за тоа како да ја разбереш Божјата волја, како да служиш на другите и како да растеш духовно. Библијата е Божи збор, напишан лично за нас. По својата суштина, Библијата е упатство од Бог за тоа како да живееме посветен живот, угоден на Бог, што ќе му се допаѓа на Бог, а ние ќе бидеме задоволни со Него. Како четврто, воспостави взаемни односи со луѓето кои што можат духовно да ти помогнат. Во 1 Коринтијаните 15 глава 33 стих Павле вели: не лажете се, лошите друштва, или некаде во некои преводи вели обичаи, ги расипуваат добрите навики. Библијата е исполнета со предупредувања за лошите влијанија на лошите луѓе и можат тие да имаат големо влијание врз нас. Кога сме заедно со луѓе што прават погрешни нешта, тие постојано ќе не искушуваат. Карактерот на луѓето околу нас ќе не зарази. Точно затоа е неопходно да бидеме во друштво на луѓе кои што го љубат Бог и му се посветени целосно. Пробај да најдеш еден или двајца пријатели кои ќе ти бидат од голема полза ако го делиш времето со нив, кои ќе ти помагаат, кои ќе те подсилуваат, ќе те охрабруваат. Замоли ги да те наблюдуваат дали се справуваш со твоето тивко време, како се справуваш, како напредуваш и така натаму. Продолжувај да бидеш нивен пријател и продолжувај да ги сакаш тие луѓе. Едноставно кажи им дека Исус го промени твојот живот и дека повеќе не можеш да ги правиш истите нешта
što si ги правил порано. Замоли го Бог да ти даде можност да зборуваш на твоите пријатели за Исус. И петто, како последно, откако си поверувал во Исус, потребно е по известно време да се крстиш. Што е тоа крштавање? Многу луѓе на неправилен начин го разбираат крштавањето. Зборот крштавам означува потопувам во вода. Крштавањето е еден библиски начин на јавно прогласување на верата во Исус Христос и твоето посветување на Него. Потопувањето во вода е символ на тоа да бидеш погребан со Христос. Излегувањето од водата го символизира Христовото воскресение. Да бидеш крстен значи да се поистоветиш со Христовата смрт, погреб и воскресение. Крштавањето секако не спасува, но крштавањето не ги измива и твоите гревови. Но крштавањето е еден чекор на послушност, јавна исповед на твојата вера во тоа дека само Христос може да те спаси. Крштавањето е важно затоа што представува чекор на послушност кон Бог. Јавно ја искажуваш твојата вера во Исус и твојата намера дека ќе му служиш преку целиот твој живот. Ако се чувствуваш спремен да се крстиш, треба да разговараш со пасторот на црквата и тој во определено време, во разговор со одборот и во разговор со црквата, ќе бидеш крстен. Бог нека те благослови. Амин.